Според податоците на Центарот за јавно здравје Кочани, кој ги покрива општините Кочани, Виница, Зрновци, Чешиново, Облешево, Берово, Делчево, Каменица и Пехчево, заболени од карцином на дојка во 2019 има вкупно 207, од кои ново откриени се 29, и тоа во Кочани и Виница по 9, а по 2 или 3 случаи во другите општини. За карцином на дебело црево вкупно заболени во 2019 се 153, од кои предничат мажите со бројка од 91 заболени, а 62 се жени. Ново откриени се 28 лица, од кои во Кочани 8, Виница 6 и останатите во другите градови. Вкупно малигни неоплазми заклучно со 2019 се 1735. Во 2020 година од Центарот за јавно здравје за Канал 8 истакнаа дека се пресметани податоците до 30 јуни 2020 година и за половина година откриени се вкупно 10 новозаболени со карцином на дебело црево, од кои во Кочани ново откриени се 3, а во Виница 2 и по 1 или 2 случаи во останатите општини. За карцином на дојка во периодот од 1 јануари до 30 јуни 2020 откриени се 8 новозаболени, од кои во Кочани 3, Виница 2, а по 1 во другите градови. Вкупно заболени од малигни неоплазми за периодот од првата половина на 2020 Центарот за јавно здравје бележи бројка од 802 лица. Овие податоци покажуваат дека секојдневно се зголемува бројката на заболени од карциноми, а загрижувачки е фактот на зголемување на бројот на лица со карцином на грлото на матката. За жал, доста се намалува и старосната граница. Имаме лица и од 25 години кои страдаат од овој тип на карцином. Од Сдруженијето за борба против ракот на дојка борка за секој нов ден подружница Кочани информираат дека секоја година се активни и го одбележуваат светскиот ден за борба против карциномот 4 февруари. Без разлика на светската пандемија со COVID-19 и годинава се планирани активности и Кочанското Сдружение максимално учествува во сите тие кои поради пандемијата се одржуваат онлайн. За оваа година планираме од утре ќе почне имитување на видео на нашата страна, видеа кои се направени со познати јавни личности, се со цел за подигање на свеста кај вкупната популација за надминување на оваа тешка болест и во оваа кризна здравствена ситуација, се со цел да се покаже и да се укаже на сите релевантни институции дека и за болестите кои не се заразни треба да добијат соодветен третман и луѓето не треба да го губат животот поради оваа пандемија која не затече, треба да се даде соодветен третман и на сите што се заболени од овие тешки болести. Минатата година, наместо традиционалната розова прошетка, која што се одржуваше секоја година, поради пандемијата не се одржа, но затоа пак Сдруженијето Борка учествуваше во европската кампања за борба против рак на дојка, која што се одржа онлайн, а во која и Кочанското Сдружение зеде активно учество. Андонова рече дека и годинава се планира да се одржи кампањата, но со помал број учесници со оглед на пандемијата. Андонова истакна дека Сдруженијето од Кочани за учеството во сите активности има силна поддршка од локалната самоуправа и градоначалникот Илиев, како и од Комисијата за еднакви можности на жените и мажите. Освен поддршката од локалната власт, ја имаат целосната поддршка и од Министерството за здравство. Имаме многу соработка со моменталното Министерство за здравство, со министерот Венко Филипче. Тој има слух за сите наши потреби, така што има ставено многу терапии на позитивната листа. Ние уште се бориме и за уште понови терапии да бидат ставени. Исто така и периките и ракавиците да бидат ставени на позитивната листа. За сега само е ставен градникот на позитивната листа што може да го користат нашите пациенти. Во контекст на ова би кажала дека ние во изминатата година нашето здружение во соработка со Црвениот крст доставувавме таблетарна терапија на сите пациенти во Македонија директно до дома или во сидиштето на Црвениот крст, од каде што можеа да си ги подигнат потребните терапии. Сега тоа го правиме. Минатата година имавме околу 150 достави на лекови и околу 1500 телефонски јавувања. Мобилната екипа во Скопје исто така постојано секојдневно работи со луѓе кои заболеле од оваа болест, со тоа што претходно се закажува и нашите активистки секој ден редовно одат и ги обслужуваат овие пациенти.
во нивното психичко издигнување и нивно закрепнување. Инаку на иницијатива токму на Кочанското здружение Борка за секој нов ден, лани се одржа предавање за подигање на свеста кај мажите за борба против карциномот на простата, болест која исто така многу прогресира и се зголемува во споредба со изминатите години. Андонова истакна дека соработката со доктор Драгана Могилевска пак, која е специјалист токму за испитување на овие болести во Општа болница во Кочани, ја имаат целосната соработка и помош од неа во однос на превенцијата и раното откривање на карциномите, која е од суштинско значење за излекување на болеста. Андонова заврши со повикот секој повеќе да се сака себе си и да се грижи за сопственото здравје.